Австралија, дом на десетици илјади македонци или како што некои од нив дојдени поодамна на најоддалечениот континент, се уште носталгични по стариот крај, претенциозно ја нарекуваат втората тковина, е вистински предизвик за секогаш гладното новинарско перо и љубопитното око на камерата. Затоа и со задоволство ја примивме поканата на Австралиско-новозеландската епархија на Македонската православна црква и администраторот, митрополитот господин Петар, да ја посетиме. Со идеја што е можно пообјективно за прв пат да ги документираме аспектите на црковното живење на македонците како дел од нивното организирано представување во оваа мултикултурна и мултинационална средина, велам, го прифативме товарот на предизвикот. Логично, тргнавме од корените. Допираа до Крапс Крик на границата меѓу Квинсленд и Викторија во полињата со банани. Далечната 1935-та, како што стои запишано во Кралскиот државен архив на Квинсленд, тоа е местото во кое на печалба доаѓаат Крсто Пазов и Петре Кицос од Статица, село меѓу Костур и Лерин во Егејска Македонија. Малата македонска колонија набрзо ќе стане побројна. На 1 хектар земјиште, подарено од собственикот на фарма на банани и добиток Крсто Пазов, ќе го основаат својот прв социјален клуб во Австралија и првата македонска православна црковна општина. Овој имот во 1998 година беше продаден за $33,000. Овие пари беа продадени на најблиската македонска црковна општина Света Недела во Голд Кост. За тие моменти со испекинат треперлив глас ни прозборе Атанас Гелев, 75 годишен старец од село Клабучишта, Леринско. Немаше свештеник, немаше ни свештеник во цела Австралија, не само кајнос. Само еден имаше, кој што рековме, овој Србин беше, али тој ќе доеше таму, ќе се напију, ојќу дават на $10, никој ништо се вели, али... Успеавме со доста труд да го забележиме сведоштвото на последниот жив член на социјалниот клуб на македонците во Крапс Крик. Татко му Божин и стеко му веќе биле во Австралија кога во 1947 година 14 годишниот Атанас со мајка си и 2 сестри и 15 соселани пристигнале во Крапс Крик, каде што веќе имало доселеници од Кукуречани и Бистрица Битолско. Еднаш месечно организирале собири на кои Атанас и другарите свирале на кларинет и тапан. Децата, вели, ги крштевале во англиканска црква, каде што оделе и на богослужби, иако слабо го разбирале јазикот. Со почит се сеќава на покојниот охриѓанец Наум Гиновски, првиот македонски свештеник во Брисбејн, а и на отец Атанас, сега митрополит Повардовски Агатангел. Па е добро до сега, како што е. Па сега некој пат имаме некои проблеми, али тоа ништо не е. Тоа се почетоците. Но првото вистински масовно црковно живење на македонците во Австралија, ќе ви речат, е врзано за црквата Свети Ѓорѓи во мелбурнскиот кварт Фицрој. Тоа е првиот македонски православен храм во Австралија, осветен од македонски владика. За жал или подобро за предупредување, се што ќе се случува со ова македонско духовно светилиште, како да ќе биде предзнак на идните темни облаци надвиснати над единството на македонскиот народ и неговиот дух. Джими Мераковски е добар познавач на тие премрежња. Познавајќи луѓето кои почнале со оваа црква, така да наречеме пионерите, тие не биле од почетокот не биле црковни луѓе. Тие биле нормално, значи бизнисмени, биле ориентирано левичари и црквата не му представувала црква тоа што му представува македонскиот народ, не му представувало, значи нешто бизнис. И така тие од почетокот уште кога почнаја да мислат за бизнис, а тоа оди веќе малку порано да ви кажам дека кога постоеше тоа Австралиско-македонски народен сојуз, кој беше таа една групација на македонци наши кои беа членови на Комунистичката партија на Австралија, тоа веќе кога престана да постои таа организација во 57-та година со свој орган Македонска искар тој, и тие луѓе почнаа да размислуваа што ќе прават понатаму во животот. И мораше да преокренат нивното движење во нешто друго. Првата замисла нивна беше да направат поправо да купат бизнис ту во близината, се вика на место Николсон Стрит Калпен, да купат еден театар. Но кога размислија многу убаво дека со театар бизнис можда нема,
А истовремено, на оваа иста улица подолу малку тука, на 82-84, оваа улица продолжуваше понатаму, имаше црква којто па наши македонци ја изградија во 53 година, а таа црква му дадоа на бугарите, а со името Свети Кирил и Методи. И овие луѓе кои изградија оваа црква тука, например сам кажа пионерите, гледајќи на успехот на таа црква, која работаше под юрисдикција на бугарската црква, а истовремено беше позната како българо-македонска, македоно-бугарска, некое време омена името македонска независима, али во стварност целото време беше под юрисдикција на бугарската црква. Овие браќа тука, мислејќи дека да гледа тие луѓе успеваа со црковно име и бугарско име, значи ќе поарно да влезат да заведат нашиот народ, да го впрегнат двојно лажно. Едно, тоа што нарекува на нивната организација македонска, а и второ, значи, православна. Така да компанијата која регистрира во 59 година се нарекува Македонска православна општина за Мелбурн и Викторија. Што значи дека земајќи патриотите, оние кои не се црковни со македонското име, а земајќи оние што се црковни луѓе со црковното име. И впрегнаат двата елементи да работаа за нив, да прават пари. Што значи дека луѓето кои почнале со оваа градба тука, никогаш немале намера да онова што треба да биде црковно, него за бизнес. Оваа црква има чатија на фабрика. И најголемиот водач што беше, тој е Ристо Алтис, му рече на неговиот ортак, којто беше ортак во движењето на Стојан Србинов, ќе направиме црквата като фабрика и ќе продадеме за фабрика. И наверно тој човек си достоа на зборот, на обеќањето, кој дое 95 година ја продаде за фабрика. Македонската црква во тоа време, например, немаше уште епархија. Дури до 71 година во јануари 71 година се собравме тука сите ние во оваа зграда, а имавме, викам така наречена Македонска црковна национална конференција. И на таа конференција се создаде епархискиот управен одбор, а и еден одбор така наречен национално тело. Од тогаш наваму почна се бара од тие луѓе дека да треба да влезат во редовите на Македонската православна црква. Но овие луѓе немаја намера да одосторат. Во 74 година водачите од оваа црква тука, тоа имено беше Ристо Алтис, али тој се вика Крис Алтис, и Иванчо Неделковски од Мелбурн, а од Западна Австралија отиде Ване Боршов во Македонија во Калишта, мислам во Стругето. Таму каде се одржуваше, мислам, црковно-народниот собор и да се прогласи новиот македонски устав, македонската црква, уставо право, после осамостојувањето. Овие браќа се враќаа назад од Македонија и си продолжува по истиот пат како порано. Макар и што гласале таму, не се воздржале, гласале за тој устав, но кога се вратија тука во Австралија, си продолжија со стариот пат, којто треба да одат, значи, по тој избран бизнис компаниски пат. Митрополитот господин Петар со прецизност на духовен хроничар додава: првата архиерејска богослужба што ја отслуживме во австралиската тогаш Македонска православна епархија овде во Мелбурн беше во тогаш црквата Свети Ѓорѓи, која всушност е прво осветена црква од македонски владика митрополитот Наум. И по осветувањето на оваа црква тука се одвивале сите богослужби во Мелбурн, бидејќи таа е прво македонска осветена црква од наш македонски владика. Што е битно во врска со тоа? Измеѓу луѓето кои се собирале во оваа црква и луѓето кои биле на истата оваа улица во така наречената македоно-бугарска православна црква, станува збор според нашите сознанија што ги добивме кога стигнавме тука, дека титулата на оваа црква, титуларот на оваа црква е Македонска православна автокефална црква, а на другата источно-бугарска православна црква, Македонско-бугарска православна црква, станува збор, прашањето дали станува збор за едно тело или за две тела. Кога дознавме за овие работи, побаравме од Аторни Дженерал со писмо да се исправи направената грешка и
се исправи грешката во Атторни Дженерал, се изврши пререгистрација и понатаму стои децидно името на нашата црква да биде Македонска православна црква, епархија за Австралија и Нов Зеланд, под чија юрисдикција се наоѓаат и сите останати православни цркви во Австралија и Нов Зеланд. Со тоа практично го решивме ова прашање административно и правно и граѓански овде, кое нешто секако дека и при евентуални идни судови што ќе треба да ги водиме, ако треба да ги водиме, за да ги спасиме или вратиме црквите и црковните имоти под управа юрисдикција на Македонската православна црква. Тука е суштината, тука е битното што е направено со донесувањето на уставот, односно статутот на епархијата на Македонската православна црква, епархија за Австралија и Нов Зеланд, каде што децидно се вели дека во 95-тиот член сите цркви, манастири и црковни имоти се собственост на Македонската православна црква. Пререгистрацијата на оваа црква во рамките на Македонската православна црква како нејзина юрисдикција не беше пречка оние кои што први ја формира да ја продадат и таа повеќе да не биде црква на македонскиот народ овде во Мелбурн. Црквата Свети Кирил и Методи во Нордкот е типичен пример како поради неукост и пакост трудот и средствата на верниците македонци отишле во неврат и за туѓи интереси. Ова црква од почетокот е извадена од македонци, претежно од егејскиот дел на Македонија, Лерин и Леринско, а и првиот свештеник на ова црква бил Петар Филипов од Леринско од Котори, кој всушност е ракоположен од владиката Андреј Велички, владика бугарски за Северна Америка и Јужна Австралија, и тој им ветил во 51 година кога го ракоположил свештеникот за македонијаците и им рекол кога ќе добиете вие Македонска православна црква, јас ќе ви дадам отпуст да си бидете во состав на Македонската православна црква. Но, за жал, тоа не се случи. Подоцна и по смртта на Андреј Велички доаѓа владиката Јосиф со истата титула Велички, кој во 86-та година ги сменува македонците трастисти или доверители на тој имот и поставува бугари, всушност оде во Мелбурн има 8 до 10 семејства бугарски, тогаш настанува спор и се отвора суд. Нашите македонци што изградиле и купиле оваа црква, всушност побараа од Светиот Синод да таа потпадне под юрисдикција на Македонската црква. Светиот Синод на нашата црква им даде согласност и ја прими во юрисдикција, но на судот се потврди дека таа било од почетокот регистрирана под юрисдикција на Бугарската православна црква, како што претходно говоревме за Македонската православна автокефална црква, односно црквата Свети Ѓорѓи во Фицрој, на истата улица каде што била, и нормално во тој судски спор главен, за жал, како што слушаме, бил главен сведок или клучен сведок Крис Алтис, и тој потврдил таму, иако им ветил дека ќе докаже дека тоа е македонска црква, обратното го потврдил дека тоа била од секогаш бугарска црква и е бугарска црква, па така судијата конечно пресудил во полза на Бугарската православна црква и таа од 1986 година е веќе имот на Бугарската православна црква. Црквата сега е напуштена без верници. Во близина нема бугарски семејства, како што немало ниту во времето на низината регистрација. Но грешката за жал се повторува. Одново македонците градат за туѓа црква, овој пат за српската. Таа ја регистрира како своја така наречената независна српска црква Свети Наум Охридски. Иронијата е очигледна. Да, првата црква што ја загубија македонците, тие кои ја изградиле, но за жал од невнимание или поради некој што сакал да се поигра, за жал од нашите луѓе со историјата на нашата црква е црквата Свети Наум во Нјукастел. Ова црква ја осветил во темелите, а најверојатно и подоцна 62-та година, српскиот владика во тоа време Дионисије, кој подоцна
беше расчинет, односно веќе можеби беше расчинет од страна на Српската црква заради расколот што го предизвика во Америка, Канада и нормално и во Австралија. Што значи, од Македонската православна црква се одделија, значи, дел од нашите верници и заедно со тие српски семејства, за да преминат во една расколничка црква во тоа време, црквата на Дионисие, или поточно речено, така наречената слободна црква, која всушност србите нарекува четничката црква. Имено, дури подосна, некаде 68-9 година се случуваше Српската црква да почне да се организира тука наспроти нивната расколничка црква на Дионисие, организирана црква под юрисдикција на српскиот патријарх Герман. Нешто се случува и се повторува и кај нас по тој принцип, оние што своевремено оделе своја расколничката црква на Дионисие, на Српската расколничка црква на Дионисие, можеби денеска ќе тргнат со расколничката црква на Јован Врничковски. Нашите луѓе повеќе воделе сметка околу градењето, а не околу тоа како ќе биде регистрирана црквата, така што српските семејства и некои наши кои ја држале наполно српската линија, ја регистрирале како српска црква, српски храм. Секако дека се разбира дека македонците граделе оваа црква и тие сакале да го носи името Свети Наум, но и понатаму таа си останува со тоа име и секој што ќе види дека станува збор за црква Свети Наум од македонците можеби ќе се врати натре да се помоли и да запали свеќа, макар што како што кажав, иако македонците изградиле, припаѓа на друга црква, припаѓа на друг народ. И се разбира некои други цркви, како онаа црква во Квимбијан, првата црква што е градена од македонците, каде што и ден денес 95%, да не речам 100% македонци од егејскиот дел на Македонија се цркуваат во неа и припаѓа на Грчката православна црква. Конечно е време да сватат македонците и да разберат дека само црквите кои се директно регистрирани под юрисдикција на Македонската православна црква, епархија за Австралија и Нов Зеланд, само тие се македонски цркви, а другите се цркви ставени во една тешка состојба, каде што прети опасност секој момент да бидат имот на некоја од другите православни цркви. Македонската православна црква не е без уважување и има своји пријатели во православниот свет. Украинската црква е една од нив. Црквата Свети Василий во Њукасл директно сведочи за тој сестрински однос. Кога парохискиот свештеник дозна дека е пререгистрирана црквата Света Богородица во Њукастел и дека всушност тие се приклучиле кон паралелната така наречена црква или расколничка или така наречена независна црква која всушност ја управуваат и раководат расчинети свештеници и верници кои отпаднале од Македонската православна црква, тој беше принуден поради тоа што тие го принудува управата на компанијата да подпише договор со нив, но свештеникот остана доследен на Македонската црква и на својот надлежен епархиски архиерей и со една помала група на верници се преселија во оваа црква посветена на Свети Василий Велики, на Украинската православна црква, која ни излезе во пресред во таа тешка положба во која што се наоѓавме. Се разбира дека и понатаму продолжува 5 години откако нашите верници се цркуваат во оваа црква,
а поради тоа што повеќе нема тука и тие свој парокијски свештеник и украинските верници се во оваа црква заедно со нашите верници кои ја сочинуваат оваа Македонска православна црква на општина Света Богородица, ги извршуваат своите верски потреби во оваа црква Свети Василий на Украинската православна црква. Сакаме посебно да нагласиме дека нашите верници кои се при оваа црковна општина го избра правиот, вистинскиот пат со тоа што знаеја што е црква и дека не треба да се делат од својата мајка црква, затоа што сите оние што претходно се одделиле и сакале да формираат така наречени независни цркви, односно приватни цркви, компании, инкорпорирани асоциации и така натаму, тие со тоа покажале дека не сакаат да бидат во единство со мајката црква, па ете завршија така како што завршија. Меѓу другото би сакале да подвлечеме и тоа дека во црквата која ја е пререгистрирана како компанија има еден расчинен свештеник, тој Пецо Петровски од Цапари, кој всушност се послужи и со една нечестна работа покрај тоа што беше расчинет и отргнат од Македонската црква. Тој има најверојатно, предполагаме, украдено антимис од некоја од црквите од Македонија, од епархијата Преспанско-Пелагониска, и со тоа уште еднаш покажа не само дека тие се лажни свештеници, дека представуваат лажна црква, туку исто така дека тој свештеникот и сите верници со него што се во заедница практично прават светотатство, односно се служат со украдени свети предмети, а тоа е светиот антимис кој представува подвижна црква и кој се дава од страна на владиката, на надлежниот архиереј, само на легитимен свештеник, а никако на расчинет свештеник. Оно што денеска е актуелна состојба во Австралиско-новозеландската епархија всушност има своји почетоци во 70-тите години на минатиот век. Македонската православна црква тогаш побара од црковните одбори во Австралија да ги усогласа своите правилници за работа со нејзиниот устав и правилник. Барањето во првиот момент беше дочекано на нож и доживеано како удар врз нивната самостојност. Верниците беа убедувани дека Македонската православна црква ќе им ги земела црквите што тие ги градале со своји средства. А во суштина, во заднината на жестоката реакција беа лични интереси на ограничена група привилегирани членови на одборите. Тие едноставно не сакаат да дозволат јавна контрола на трошењето на средствата собрани од верниците. Прво, затоа што ќе се знае каде и зашто одат црковните пари, и второ, затоа што ќе се открија или спречаа недозволени работи со нив. Колку за пример, во една од црквите со годишен приход од $250,000, 200,000 беа предвидени за фудбалскиот клуб, спонзориран од црковната општина, а само 50,000 за потребите на црквата, верниците и свештеникот. Може би не е единствениот, но тоа секако беше најсилен мотив за серијата судски процеси што следија. Посебно би нагласиле зошто се водат судовите овде во оваа епархија, Македонска православна црква и епархија за Австралија и Нов Зеланд. Ние судовите ги водиме конкретно за враќање на имотите црковни кои се оттуѓени од Македонската православна црква и се трансферирани или префрлени на име на инкорпорирани асоциации или на компании кои всушност се сметаат понатаму за приватни имоти и се раководат според законите на инкорпорираните асоциации и компаниите, кои пак не признаваат црквата и црковните закони по прашањето на имотите и општо на организацијата. Со други зборови речено, тие цркви што се регистрирани како инкорпорирани асоциации, а не работат согласно правилниците на црковните општини, усогласени со уставот, статутот на епархијата и светите канони, тие практично работат спротивно на црквата и на црковните закони. Во таа смисла сакаме да нагласиме дека доколку
тие работеа согласно со правилниците одобрени Светиот Синод, немаше да дојде до судските спорови и оние инкорпорирани асоциации кои денеска се во состав на Македонската православна црква и епархија за Австралија и Нов Зеланд, тие остануваат и понатаму во заедница со нашата црква под нејзина канонска юрисдикција, токму поради тоа што тие работат согласно правилниците кои се одобрени од Светиот Синод. Доколку и тука конечно за релативно кусо време се разбереме и се свика црковно собрание согласно правилникот одобрен Светиот Синод на Македонската православна црква, можеби ќе биде скоро и разрешен проблемот, а исто така со евентуалното донесување на законот за старателство на имотите на Македонската православна црква, кој закон е веќе во сите помести православни цркви овде во Австралија прифатен, со мали исклучоци, го решава овој спор со црковните имоти, затоа што на тој начин сите црковни имоти стануваат имоти на Македонската православна црква. Уште еднаш да повториме дека судот што го водиме е суд за враќање на имотите на Македонската православна црква од компаниите и инкорпорираните асоциации во сопственост на Македонската православна црква. Јас сум човекот кој ми е даено право за дедо Петар да ја бркам работата судска, чисто искрено за Македонската православна црква и за сите македонски православни цркви тука. Дојдовме, ево и тука пред оваа црква Света Петка, ако што можете да ја видите, наша Македонска православна црква поставена од македонскиот народ, берени пари секако што треба да биде према Македонската православна црква. Него дојде една група мало од неколку души, можам да ги речем. Ако биле 30, се останати 3, ушели 2. Отимавме состанок со дедо Петар тука пред некој ден, побараа помош од дедо Петар и едно ми рекоја: ево се крстам од името на Исус Христос, се крстам, што рекоја. Имаат проблеми уште 2-3 други натре што не сакаат да биде со Македонската православна црква, кои сакаат да се делат, кои сака да бидат тие владика да бидат, тие поп да бидат и тие да решаваат натре, наравно арамик. Не знам овие што бараат повеќе. Овие, јас мислам, растури држава или растури црква или растури фамилија. Тоа сака. Црквата е добиена. Судот, чисто можам да речем, дека не води правилна и тој не даваат како што треба одлука, нарочито судијата што го врши ова дело. Не ја забрзува постапката. Не ја забрзува постапката, да е за нивна црква нема да прават така. Со други адвокати правам муавет, истото да го велат тие. После ојдовме на поголем суд, кај што судијата му дозволи или ја тргна забраната за парите и $360,000 одма да земат. Ојдовме на трите суди, судите му забранија. Сега ништо не смеа да гибнат, црквата не работи, нажалост, да ме опрости Света Петка, прибедејќи ќе му даваат парите или ќе прават што сакаат со парите. Ќе си шатаат што сакаат да прават. Кој ќе нема, знаеш како еден овците кој пушти што ќе направи, ќе зади волко. Тоа го прават. Сите луѓе, немам најдено човек, правината е што сака приватна црква да има. Како тоа го барат, кој му е дал таа идеја, Господ знае. Оние што сметаат дека од почетокот правилно ја проценија опасноста од разединување, растеп на здравиот и селенички македонски дух во Австралија, во душата се полни со прекор и горчина. Со доаѓањето на дедото Петар овде, тој затекна еден голем неред и тоа голем хаос кој што навистина тоа е уметност човек да се снајде во оваа ситуација. Меѓутоа сето тоа ние на некој начин продолжуваме и ќе го поддржуваме нашиот дедо и се надеваме дека најскоро што може битката ќе се добие, затоа што имаме луѓе тука кои што навистина прават големи проблеми. Тие проблеми се затоа што има луѓе, компанија регистрирана МПО, Македонска православна организација, општина. Меѓутоа, кој се крие позади тоа МПО? Тоа се кријат луѓе кои што всушност во срце им е она МПО, Македонска патриотичка организација. Еве зашто. Затоа што тие луѓе велат дека химната на Македонија не ја признаваат. И јас ги прашувам која тогаш, ако денес на Македонија, ако не е химна, која што јас ја знам и сите ние македонци ја знаеме, тогаш која е химната? Тие велат дека химната била на химната на Тодор Александров.
јас им велам, па добро, ако ви е Тодор Александров толку близо, кодете кај него. Химната не ја признаваат, знамето не го признаваат. Кога беше 100 години Илинден во Опера Хаус, не дадува манифест за паднатите борци, сето тоа мислам укажува дека се работи за луѓе кои што едноставно сите ги критикуваа пред српска југословенска амбасада, пред грчка, пред албанска, пред сите други амбасади, меѓутоа забележлива една работа, никогаш немаат протестирано пред бугарска амбасада, ниту пак имаат речено нешто, значи нешто лошо во врска со против бугарската. Пазете, ја не мислам да не ме разберат некој погрешно, меѓутоа овие луѓе симптоматично е тоа што не ја критикуваат таа страна за било што, а знаат да критикуваат и некој најдобро намерно нешто да прави. Позади ова, значи тоа се луѓе кои што едноставно, значи тоа им е идеолошката основа. Сега одиме на друга работа. Никогаш тие луѓе не даваат отчит, не даваат извештај, работат со народни објекти. Тие објекти народот некако давал, кој по $5, кој по $10 се изградиле, значи црква, значи неколку цркви и тие сакаат да управуваат со тие објекти, на никого да не му даваат отчит, кој ќе ги прашаш дај отчит, одма ќе те натераат да одиш на суд. Ако одиш на суд, тоа те кошта лично од джебот твој. А тие не плаќаат од имниот джеб. Значи со народни пари, тие едноставно удираат на обичниот човек ако постои нормално прашање. До кога вака? Ја мислам дека тоа е еден голем проблем на кој што ја едноставно мислам дека нашиот дедо е толку измачен од овие изморен, мислам како има енергија да најде, ја му се чудам и Господ изгледа со него затоа што ова крај нема. Меѓутоа нашата основа тука е црквата. Луѓето се собрани околу црквите, а црквите не се окупирани. Сега ние да имаме гласови, вие можете да замислите со овие луѓе што се моментално против нашата, значи така наречени наши луѓе против наша црква, ние не можеме ништо да правиме додека ова прашање не се реши. А тоа може да се реши вака, на овој начин. Прво и основно, све што има по црквите, освен попови, а поповите треба да ги назначи нашиот владика, затоа што ако тој не ги назначи, не ни треба дива лига попови, мислам да не ме разбера другите, може да се најде еден или двојца или тројца, не ни треба ни една секунда. И сите овие членови што се преседателство, тоа по стариот комунистички режим, преседател, подпреседател, секретар, влагајник, тоа е срамота, мислам што е комунистичко. И са тие луѓе зимаат, како да кажам, функција некоја и сето тоа сакаат преку црквата тие додат да шетаат, да одат во стари крај, да се шетале, да зимаат пари, си трошат телефони, организираат пејачи, мислам црква, не е кафана. И затоа, значи, прво мора тука да ги средиме работите во нашата црква да биде оставена на мир. Тоа што овие се претерано безобразни и никогаш нема да им дозволиме да останат. Додека има неколку македонци да нема прави, мора до крај да ги расчистиме, затоа што овие луѓе еднаш кога секогаш мора да бегаат. А исто така би сакал да кажам и ова. Не сум задоволен со амбасадорот Габер, затоа што амбасадорот Габер лично, кога му се јавив јас на него, кога го прашав зошто одиш во Света Петка, таму кај што не е расчистено нешто и зошто си повикан на вечера, како може да одиш кај тие луѓе, тој рече, па мое затоа што јас со законски регистрирани организации смеам да соработам. Па добро се, јас му велам, Ал Капоне е регистрирал законски фирми, па не значи дека треба да се дружиш со Ал Капоне. А баш тоа му дадов еден синоним за да знае со кого си има работа, меѓутоа тој вика, не, јас вика се дружам вика со легално регистрирани, а тие легални регистрирани се, например, тука, меѓу кои и Майкл Радин од Аделаид, Игор Аврамовски, Алтин од Мелбурн, сите се тие луѓе кои што си вметнале свој закон и нешто изиграваат некоја сила и сакаат да зимаат, да управуваат со црквите, а зимаат кредити на основа на црквите. Замислете ова, зимаат кредити врз основа на земјата, на црквите, на парите, си трошат пари денеска луѓе што ќе остават на свеќи, на икони,
за погреби, за радост, за било што, ќе остават во црква, тие со парите ќе си отидат по турски ресторани таму, си се частат, си трошат, со Пита Брин, тука пратеникот што е, тој го фатија дека е коруптиран. А овие држ побргу за рака го фатија, во Македонија ќе ги барат малцинските права на македонците во Бугарија, тоест во Албанија, Грција, Бугарија, што ти ја знам, а овде Игор и компанија не ни даваат нас права ние да отидеме во црква, да си запалиме нормално свеќа, да си гласаме. Ние треба да гласаме, ние треба да отидеме во црква, да се собереме, да има демократско гласање, кој ќе биде усвари не председател, не подпредседател, него како представник кој ќе го слуша гласот на народот, а кој сака да работи во црква може доброволно во име на Господ да дојдам, да почистам, да помогнам и да не прашувам сега пари каде одат и зошто не се во мој джеп или што ти знам. Значи секој треба свесно и одговорно тоа. Кој ќе бидеме свесни и одговорни, тогаш и црквата кој ќе почне нормално да работи, јас сум 100% сигурен дека дедото тоа ќе ни помогне и за клубови, и за организации, и за било што. Знам дека ќе помогне, знам дека има таква душа и овие луѓе едноставно треба да се гонат најхитно. Миле Димовски, еден од најпознатите бизнисмени во Сиднеј, човек почитуван во македонската заедница. Го прашуваме зошто дедо Петар не може се уште да влезе во црквата во Рокдейл. Дали по своја волја или му се забранува? Имаше спогодба да се реши проблемот измеѓу епархијата и локалната општина Света Петка од Рокдейл, каде што навистина двете страни до самиот момент пред самиот судија дојдаа до конечна резолуција да повторно се отвори црквата Света Петка, а тоа беше во 2003 година. Во тој ден бев, како што реков, присутен и беше се договорено дедото Петар да влези со прва служба во сабота. И тоа беше потврдено кај судијата од страна на управниот одбор, од страна на адвокатите на нашата општина. За жалост, тоа само траеше пред судијата, само што замина судијата од судницата и нашите колеги навистина го менаа мислењето и одлучија со незамислен протест да се протестира против една одлука на еден извршен судија како што е Supreme Court и судијата Хемилтон. Тука навистина ние се изненадиме кога вечерта ги убедував моите колеги и каде што јас членував дека е погрешен пат да се протестира против одлуката, затоа што одлуката беше многу добра. Црквата повторно ќе си имаше свој свештеник, повторно црковниот живот ќе си живееше. За жалост, утрото организираната неприфатена од членството и неодлучена од членството од самиот врв на управниот одбор и општини кои не му се допаѓаше да повторно се врати општината со своите служби. Навистина таа грда слика во тој момент во 2003 година и ден денес продолжува со тоа недоразбирање, мислам овој пат дедото Петар е во право. Зошто мислите дека дедо Петар е во право? Вие во почетокот бевте, да речеме, на она другата страна и навистина еден период бевте жесток противник на владиката Петар. Да, многу така и едно време јас и бев казнет од дедо Петар и сигурно може и тоа го заслужував, затоа што како водител, како бизнисмен, како доста познат во заедницата и членував во многу организации, председател, еден од најдолгите председатели на фудбалскиот клуб Рокдейл Илигден, кога имаше едни силни резолуции се работеше за имотот. Мислам, немаше врска со однос на верските служби или однос, проблем со самата црква. Проблематиката беше во имотите. Во времето, 95-та, 96-та, 97-та, народот беше заплашен дека ето некој нов владика дојде за Австралија и се наметнува да ни се земи целиот имот. Вие сметавте дека имотот ќе биде земен? И по тој повод резолуции имаше, резолуциите беа 90 и може и 9% да не се даваат
имотите и да по секоја цена да се спречат, али и сигурно по секоја цена црквите останат отворени и да се продолжат службите. За жалост така не излезе, дојдоа судски спорови. Мислам има излезот може да се најди, но треба да се седни. Ево, ме радува што дедото секогаш е присутен и пристапен да разговара за решавање на проблемите. За жалост, од страна на колеги во Сиднеј, посебно и на другите општини, како што се разбери Карабамата, за жалост тие луѓе нема намера да седнат. И едно е многу важно да знае и македонската јавност во Македонија, се работи за лидери кои се представуваат во Сиднеј, апсолутно во 10 години, ево ќе земеме пример, во 10 години се представуваат како лидери на македонската заедница, никогаш нема седнато со македонскиот народ или да го повикаат македонскиот народ да се зборува како ние да се организираме, што да градиме, што ни е потребно во нашиот културен, социјален и верски живот. Мислам, проблемот е во самите бендисани лидери во Сиднеј. Треба да излезат еднаш пред македонската телевизија и во јавноста во Македонија да кажат кога имале средба со македонскиот народ, кога го повикале македонскиот народ да му докажат кои се нивните идеи, кои се проблемите и дали тие имале одобрење и дали биле бирани од македонско население овде во Австралија. Овие луѓе не се квалификувани да представуваат посебно Македонска православна црквена општина овде во Австралија. Мислам, ме радува што најдовме заеднички јазик и нашите интереси, како што и на дедото, да афирмираме Македонска православна црква, да афирмираме нашата култура и цело наше македонско организирање на овој континент. Тука сум скоро 20 години во Австралија, во Мелбурн. Кој додо во почеток од тие години, првите години, бев така на пикници, бев во црквите, тога беа сите црквите подедно. Кој гледав некои луѓе кои работеле по 20 години, 25 години, ќе држа говор по бините и ќе кажува кои сме, што сме, ние сме тие македонците, веќе пења од устата им излагаше и ја веќе бев толку упорен човекот, како си викав, овие луѓе се за Македонија и овдека е вика Македонија. Си ја така си замислував. Овдека е вика Македонија, гледаш луѓето направиле тоа, направиле ова. Кој дојде време, кој се дели Македонија од Југославија, почна други муабети да излага. Зашто тоа да биде така? Дојде владиката вака напред, владика не направи ништо. Тие луѓе што беа внатра, што ги завадаат црквите и што го испреварија народот, што го зедоа тоа и го освоале, да не знае па народот да ги излажат, направиле приватни договори и како компании ги регистрирале, ама тие сами тоа не го направиле па со адвокати да знаат како да може да го направи, да не може никој да ги сруши. И тие го несоа владика да дојде да се суди во Мелбурн и во Сиднеј, владика не ги знаеше судоите. Тие ги знаеа судоите. Владиката го бараше нестото и што треба да биде така, тоа ше од народот што го правил и да си остане паза народот и да остане под устава на Македонска православна црква. Да си биде. Та биле манастири, та биле цркви, та биле фарми, што и да е земено од преку црквата, да си биде па од народот. Ние не можеме да бидеме газди поединачно како луѓе да ја води црквата. А плюс па и тоа не му личи нему. Кој да е? Не му личи. Ако е тој способен, ако е тој кадар, овде ки има површина Австралија, голема површина. Има и готови билдинци, може да земе билдинг и да работи бизнис. Оти црквата не е бизнис. Црквата треба да биде од народот за народот. Што ќе се земе па да се даде за народот. Имаме луѓе загрозени на секоја страна. Та било од егејскиот дел, та било од албанскиот дел. Зборам за македонците. Тие страни ние треба да ги сапортираме. А не тука да се огледуваме и да се судиме, додиме под кортој. Мене ми е тешко и жалосно зашто ние тоа го дозволивме да одиме по такви големи кортои и големи пари да се изгуба. И луѓето сега збора порадијата ги бараа парите. Не може парите да се врата. Оти ќе речем. Оти таа земја е бизнис земја. За мала работа луѓето сите страда. Ќе фата адвокатите, агентите, судоите, тие парите ги зема. Така му е системот на државата да си прави пари. Не му е галја од кого се. Сакаат само да ти земе парите. И сега, пример, владиката даде голем труд, сакаше да му докаже поново на народот, се задужи со пасос, луѓето други што го верува, зедоа други цркви, преправија, ги направија и работа
се зеде се и друго место, манастир се, тука ќе се прави Прокочивски, друг Прокочивски овој ќе биде. Еден остана во Југославија, овој ќе биде во Австралија. Ама зависи па од нас за колку време ќе го направиме и ќе го изградиме, да биде направено. Ние повише ќе треба да се ангажираме, кој што може, било со рака, било со пари, со што иде да одиме за напред, да не гледаме во позадината што имале другите направени и ние да се држиме за тоа лошото, да не го гледаме лошото, да го гледаме доброто и да одиме за доброто. Веќе 4 месеци сум тука, на тоа место, одам на работа, од работа, право доаѓам тука и дома и не влагам. Викам да направиме нешто, да имаме нешто и да му помогнеме на отецот Гаврил, да не биде оделен од луѓето. Да замера кој бил, што бил и каков е, ако нема сапорт од луѓето, ништо не може да направи. Што би им порачале на они од другата страна што се уште не ја признаваат МПЦ? Ја би им препоручал на секој еден кој е македонец и кој како се чувствува како македонец, доста беше уклеветење едни со други и судови и адвокати да се седнеме, ова место ќе биде тука, Прокочивски, тука ќе се разговара и тука ќе се свршат тие работи една за ставно. И доста е, ако треба, ќе се направи ред за све. Та било за цела работа е за пари. Ќе имаме ограничување за пари, за едно, за друго. Парата не е ништо, слогата е. Ако не имаме слога, ќе имаме може уште 100 милиона екстра. Со тие 100 милиони моевме ние и во Македонија да направиме други работи. Имаме за останати села, денеска што нема мостови, нема и струја, нема суричи, нема дранчој за вода, водоводи. Така ние можеме да си помогнеме и на нашите луѓе, а не тука да ги оставаме парите по судоите. Во потрага по факти, разобличивме уште еден последен сомнеж за судбината на прекрасниот македонски културен центар во Саншајн, за кој се тврдеше оти бил продаден. Не е продаден, туку сепак е во... Мислам, газда е ипак Светилија црквата. Ние тоа го направивме затоа што се трошиат црковни пари за овој центар да се води за пијачки, за такви работи, се трошиат црковни пари. И центарот скоро ќе го изгубевме и мораше се дајат под кирија. Сега си е тоа убаво, човекот си плаќа редовно, месечно по 9000, црквата не е заложена поќе, а порано беше и тапијата од црквата во овој центар. Не знам луѓето како го работеа, дали не знаејќи или нечесно, тоа не можеме да тврдиме, али сега си е во ред работа, човекот си плаќа редовно, црквата си е слободна и тоа. На колку години е издаден под наем? Тоа е се моментално, него му преостануваат уште 2 години на кинезот, доколку вака цитира човекот. Нема зашто да не го продолжите договорот. Ние ќе го продолжиме, нормално ќе треба да се зголеми киријата, како све што си овде све скапоти, како што се кревет работите, ќе најме некој разбирање, шом го сака да го работи душе, ние планираме со него да соработуваме и во иднина. Колку чист профит Македонската црковна општина Свети Илија добива од центарот Саншајн? Од центарот околу 108.000, така нешто од центарот. На годишно ниво? Годишно толку добиваме. Каде одат тие пари? Тие пари си одат за кредитот и тоа го спасиме сега. Кредит имат центаров, ама си е само на тапијата од центарот, не е црквата поќе мешана, тие сите работи се средени и сега се исплаќа центарот, да речеме со тие киријава што се земат и потро да се исплаќат. Во изминатите 50 на минути, почитувани гледачи, ви презентиравме само факти за случувањата на црковен план меѓу нашинците во Австралија. Без каква и да е намисла за арбитрерност и не дај Боже земање страна, само ќе потенцираме од таа причина и не вклучивме изјави на уште многумина наши луѓе кои говореа пред камерата на нашиот снимател Сашо Стефановски, ниту пак изјави на свештеници од епархијата. Мислиме, оти тоа е незината реалност на која Македонската православна црква треба да гледа со должно внимание. Има секако и други важни и поубави аспекти на црковното живење на македонците таму на петтиот континент.
но за нив наскоро во следната пригода.